Со нова тема одиме во Ѓорче Петров, општина која што гравитира во близина на градот Скопје. Усвоен третиот ребаланс на буџетот на општина Ѓорче Петров, расположиви се над 30 милиони денари за капитални инфраструктурни проекти во општината. И токму во живо од Ѓорче Петров ја вклучуваме колешката Лидија Чакар, која што разговара повеќе на оваа тема со градоначалникот на општина Ѓорче Петров Александар Стојковски. Лидија, добар ден и за тебе. Добар ден од западниот влез на градот, од општина Ѓорче Петров. Во програмата во живо го поздравувам првиот човек на општина Ѓорче Петров, градоначалникот Александар Стојковски. Добар ден, градоначалниче. Добар ден и вам и добро дојдовте во Ѓорче Петров, државата во град. Како што милуваме ние да си кажеме овдека Ѓорче Петровци. Градоначалнику, неодамна го усвоивте ребалансот на буџетот, со што се ослободија над 30 милиони денари за капитални инвестиции во општина. Така е, сега во понеделникот на седница на Советот на општина Ѓорче Петров го направивме третиот ребаланс на општината за оваа година, со кој што ребаланс успеавме да обезбедиме дополнителни над 30 милиони денари за капитални инвестиции, дополнително уште скоро толку за тековни активности кои што се за општината. И морам да изразам една голема задоволност од начинот на функционирање на секторите, бидејќи за последниот период од 2,5 години еве од која сме овдека актуелни во општината Ѓорче Петров како општинска администрација, успеавме сиот тој долг што беше претходно од приближно 3 милиони евра да го сервисираме, да доведеме општината во една добра кондиција финансиска, за да можеме сега да испланираме ваков тип на проекти, односно да воведуваме нови проекти во работата на општината. И би сакал само да истакнам дел од работите со кои што ќе подобриме работата и ќе овозможиме повеќе услуги на жителите на Ѓорче во наредниот период. Предвидуваме нови средства за тековно одржување на улиците, за она што е најголем проблем, преку 6 милиони денари. Предвидуваме нови пари, 4 милиони денари за одржување на каналската мрежа, бидејќи имавме поплави, гледаме што се случува, сакаме да го подобриме уште повеќе тој дел од функционирањето. Успеавме да обезбедиме пари за целосна реконструкција на основното училиште Стражо Пинџур, на кровот од основното училиште, азбестен кров, кој што сакаме да го промениме. Паралелно во моментов се заврши набавката за целосно внатрешно уредување на основното училиште Мирчацев, целосно кречење и санирање на просториите пред новата учебна година. Дополнително предвидуваме нови пари за уличното осветлување, проширување на уличната мрежа, негде околу 4 милиони денари, и она што мене ми е особено важно и она што го бараат жителите, тоа предвидовме рекордни 10 милиони денари за изградба, реконструкција на постоечки спортски терени и на нови детски игралишта. Што сметам дека е вака значаен сегмент од живењето, зашто сепак Ѓорче е општина во која што малски се живее се уште и луѓето се собираат, и мислам дека ќе најде на добар одзив кај жителите. Спомнавте, издвоивте средства за реконструкција на спортските игралишта. Општината важи за голем поддржувач на спортот, спортистите, но и на културата и невладиниот сектор. Така е, овие два сегмента, да речам, секоја година добиваат повеќе на важност, бидејќи и подобруваме и финансиската ситуација, затоа имаме можност да дадеме повеќе средства за овој тип на активности. Оваа година ги имавме за прв пат јавните повици за спорт и за култура, на еден транспарентен начин се поделили средствата планирани со буџетот и буџетските програми. Во делот на спортски клубови, индивидуални спортисти, спортски настани за спортот. А убаво напоменавте, оваа година мислам дека ќе имаме рекордно број на активности во делот на културата, бидејќи издвоивме сериозна сума на средства за поддршка на станите, и очекувам оваа година веќе од 20 август, нели, веќе кој ќе се приберат, да кажам, условно жителите повеќе да се присутни овдека, да започнеме една целомесечна програма која што ќе финализира со прослава на денот на општината 20 септември. И ќе ни бидат подобри временските услови, да кажам, во тој дел, така да очекуваме голема посетеност.
Минатиот викенд стартуваше киното на отворено на платото во населбата Хром. Ќе продолжи ли ова манифестација, делумно и разладување во овие тропски горишти? Па видете вака, тоа сосема спонтано се случи, меѓутоа најде на многу позитивни реакции. Мислам дека еден од настаните кој што најпозитивно поминал во изминатиот период, прекрасен начин да ја поврзате заедницата, да дојдат од сите генерации. Зборам и помлади, деца, имавме презентација на детски филм едната вечер, па беше како загревање за втората вечер, која дојде и по возрастните, имаше преку 300-400 луѓе на полјана, кои што си доаѓаат од дома, спонтано си носи сами столчиња, дел имавме ние обезбедени и на вистина прекрасен начин. Ние планираме, еве го ставивме во програма со ребалансот на постојниот буџет, инспириран од тој пробен, да речем, кино викенд во Ѓорче, да сега направиме еден караван во сите, во повеќе локации, каде што можеме во Даме Груев на игралиштето, во Волково, во Дексион на игралиштето, повторно на Полјана во Хром, да актуализираме и други вакви активности, се со цел заедницата да собереме на едно место и тоа како еден успешен проект оваа година ќе го направиме во втората половина на август и првата половина на септември, а за наредната година можеби ќе го направиме во поголем обем, да речем, да биде целолетно на некој начин како активност и да бидат застапени во сите населени места во општината. Благодарам за гостувањето во живо. Благодарам. Студио